На репертоарот од четвртото коло во бизнис лигата на Македонија можевме да проследиме 7 надпревари. Во ова коло екипите целосниот акцент го ставија на играта во одбраната, со што значително им беше олесната работата на чуварите на мрежата, кои пак ги оправда очекувањата и беа на ниво на задачата. Во надпревар со многу пресврти и адреналинска завршница, Лукойл успеа да дојде до победа над Фабрика Карпош со 5:4. Дуелот помеѓу Лукойл и Фабрика Карпош започна со доминација на Лукойл, кој имаше одличен влез во надпреварот и преку исторениот голман во нападот Маријан Цветковски постигна гол во втората минута. Ова како да му даде ветер во грб на Лукойл, па по само 3 минути преку Владимир Секуловски го зголеми водството на 2:0. Сепак, Фабрика Карпош покажа карактер на тим кој не се предава лесно, брзо се созеде и по само една минута успеа да намали на 2:1 преку Александар Божиков. Во понатамошниот дел од полувремето, Фабрика Карпош успеа да искористи еден противнапад и преку Ѓорги Божиков да го изравни резултатот на 2:2, а со овој резултат се замени на пауза. Во второто полувреме, на самиот почеток се влезе во егал надпревар и двете екипи повеќе внимание посветуваа на дефанзивата. Во ваквата игра, по еден груп старт, екипата на Лукойл остана со играч помалку, шанса која Фабрика Карпош ја претвори во гол преку Александар Божиков. Иако со играч помалку, Лукойл не се продаваше лесно, па по одлично изработен напад успеа да реализира преку Васко Стефанов и да го изедначи резултатот на 3:3. Во самиот финиш на надпреварот бевме сведоци на вистинска драма, во која и двете екипи наизмедечно го менуваа водството, но на крајот среќата беше на страната на Лукойл, кој преку Жарко Климкаров дојде до победа во овој дуел од 5:4. Погодоците за Лукойл ги постигнаа Маријан Цветковски, Владимир Секуловски, Васко Стефанов, Дејан Зиков и Жарко Климкаров. Кај Фабрика Карпош, Александар Божиков постигна 2 гола, Ѓорги Божиков 1, а стрелец беше Игор Николовски. Вториот надпревар во четвртото коло го одигра екипите на Гранит и Пекабеско. Дуелот со гол го отвори екипата на Гранит, која преку Пепи Мицев успеа да победи со 1:0, за по неполна минута Семир Прентич да го зголеми водството и на 2:0. Екипата на Пекабеско успеа да намали на 2:1 преку Маријан Величковски во 14-та минута, но до крајот на полувремето Стефан Тевдовски постигна погодок и му донесе предност на Гранит по првиот дел од 3:1. Во второто полувреме, иницијативата целосно имаше екипата на Гранит, која не му дозволи на Пекабеско да најде противигра и да се врати во надпреварот. На крајот, Гранит ја бетонираше победата над Пекабеско со конечни 6:3. Во победничкиот состав Пепи Мицев и Стефан Тевдовски постигнаа по 2 гола, Семир Прентич и Дарко Стојановски по 1, во тимот на Пекабеско пак стрелци беа Маријан Величковски, Игор Ѓорѓевски и Слободан Игнатов.
6:3. Kada гледате причината за пород? Па не дојдовме еден со спремни да играме. Многу грешки. Концентрација на ниско ниво, не знам што се ложи. Веројатно лош ден. Сега нема да одмориме, малку слободни сме, па да се земеме, па да видиме после наредно подобро да играме. Да излеземе подобро што се играме. Дали може би имате некои кадровски промени за наредната утакмица? Нема, не, екипата е таа. Играчи се тие, вработени се тие. Едино ми меѓу време ако не вработи не ќе бъде тоа едно премац. Очекувам добар надпревар. Екипата ни е доста спремна. Знаете, првите надпревари се секогаш тешки. А додека се уклопи екипата, мислам дека ќе имаме добар резултат. Дали може би имате некои кадровски играчки промени за разлика од претходната утакмица? Не, мислам не. Екипата е таа стандард. Играта си ја знаат дечките, се надевам на добар надпревар. Ќе победиме, се надевам. Од овој надпревар очекуваме една солидна игра на нашата екипа и во секој случај се надевам на победа, да. Дали од претходниот надпревар имате некои играчки промени? Па, мислам дека од минатиот надпревар ни недостасува само еден играч кој е повреден, а другите се истите играчи. Во крајно изравнет и драматичен надпревар, Уника успеа да совлада екипата на Елем со 3:2. Првото полувреме помеѓу Уника и Елем беше доста изедначено, без изразена доминација на ниту една од екипите. На двете страни воочливо беше иста поставеност во формацијата, играјќи смирено со голман играч. И двете екипи ја чекаа грешката на противникот како би можеле преку противнапад да дојдат до изгледна шанса за гол. И на двете страни поеднаш им успеа оваа тактика и тоа кај Уника преку Ибиш Висини, а кај екипата на Елем преку Синиша Ковачевиќ, за конечен резултат на полувремето од 1:1. Уника на стартот од второто полувреме по грешка во додавањето постигна автогол, со што Елем стигна до воството од 2:1, што пак беше стигнал да се разбудат пред се во делом на нападот, каде преку Александар Петрушевски успеа да изравнат и да победат со 3:2. Во самиот финиш, екипата на Елем поради груп старт остана со играч помалце, но Уника не успеа да го искористи тоа, па резултатот остана непроменет се до самиот финиш на надпреварот. Прецизни за Уника беа Александар Петрушевски на 2 пати и Ибиш Мисини. Погодоците за Елем ги постигна Синиша Ковачевиќ. Ова коло го отвори екипата на ЈСП, која го скрши отпорот на Македонски Телеком за победа од 5:3. Во првото полувреме, голманите на двете екипи имаа перфектен учинок и изгледните шанси за гол ги претвараа во одлични одбрани. Напаѓачите на двата тима само поеднаш успеа да го надмудрат противничкиот голман, и тоа Македонски Телеком преку Михајло Лазаревски во 9-та минута, а ЈСП преку Сабит Хусеиди во 70-та минута, пошто на полувремето се отиде со изравнет резултат од 1:1. Во второто полувреме, екипата на Македонски Телеком преку Гоце Филипов во 26-та минута успеа да победе со 2:1, пошто следеше мало опуштање кај Македонски Телеком, кој беше искористено од страна на ЈСП, кој не само што успеа да изравни со вториот гол на Хусеини, туку и стигна до убедлива победа со резултат 5:3. Покрај двојниот стрелец Хусеини, прецизни за тимот на ЈСП беа и Маријан Срабиновски, Велко Серафимовски и Тони Спасовски. Кај Македонски Телеком, покрај Лазаревски и Филипов, гол постигна и Роберт Поповски. Двете екипи се постари учесници на турнирот, уште од почетокот на турнирот. Добра утакмица, добар резултат за нас. До сега имаме 100% учинок. Ако вака продолжиме, ако играме тимски, ако играме колективно сите, се надевам на пласман меѓу првите 8 екипи. После тоа не се знае ништо. Може секој да изгуби, секој да победи, секој доаѓа за да победи на надпреварот. Играчите на Систина одлично го отворија дуелот со Мепсо и со само 3 минути преку Ивица Петровски успеа да дојдат до водство од 1:0, што беше добар сигнал за екипата на Мепсо да заигра посериозно, како во нападот, така и во одбраната. Откако ги консолидираше своите редови, Мепсо направи целосен пресврт во кој што успеа да замине на полувремето со резултатот 3:1, најмногу благодарение на погодоците од Александар Стојчевски, Виктор Петровски и Кристијан Михайловски.
Екипата на Систина одлично го започна второто полувреме, играјќи пресинг одбрана по целиот терен, што вроди со плод, кога преку Горан Манов успеа да намали на 3:2. Сепак фудбалерите на Мепсо имаа своја вечер и преку противнапади успеа да реализираат и стигнаат до победа од 6:3. Погодоците за Мепсо ги постигна Александар Стојчевски, кој два пати беше прецизен, Кристијан Михајловски исто така постигна 2 гола, додека Виктор Петровски и Диме Рошковски поеднаш затресоа мрежата на Систина. Во поразениот тим Ивица Петровски, Горан Манов и Далибор Дамјановиќ беа стрелци на погодоците. Екипата на Евана ги искористи своите индивидуални квалитети и дојде до победа над Окта со убедливи 7:1. Надпреварот Окта Евана го отвори Томи Илиевски уште во првата минута, но сеќи предност за Евана. Екипата на Окта со брзи проигрувања и отворен фудбал се обидуваше да фати ритам и да постигне гол, но Евана, кој не отстапуваше од својата добра препознатлива игра, постигна уште еден гол и на крајот го доби ова полувреме со 2:0. Стрељас на вториот погодок беше Вилијам Митев во 16-та минута. Во второто полувреме, екипата на Окта се обиде со голман играч да фати резултатски приклучок, Евана пак одговори на тоа со цврста одбрана, со што успеа целосно да го скрши отпорот на Окта, остварувајќи високо водство, а на крајот и победа од 7:1. Најефикасен на мечот беше Томи Илиевски со 4 гола, а по еден постигнаа Вилијам Митев, Бојан Симоновски и Бојан Маџовски. Единствениот погодок за Окта го постигна Драганчо Ѓурѓиевски. Последниот надпревар во четвртото коло на Бизнес лигата на Македонија беше одигран помеѓу екипите на Раде Кончар и Сава Осигурување, а заврши со резултат 5:3 во корист на Сава Осигурување. Во овој дуел можевме да проследиме отворен фудбал на две доста израмнети екипи. Во првото полувреме екипата на Сава Осигурување успеа да стигне до минимална предност од 2:1, пред се благодарение на добро поставениот напад кој изобилуваше со добри проигрувања, преку кои се доаѓаше до изгледни шанси за гол. Во второто полувреме екипата на Раде Кончар на неколку наврати се обидуваше да се врати во надпреварот, а во 28-та минута голманот на Раде Кончар успеа да одбрани пенал. Сепак Сава Осигурување беше настојчива и во своите редови го имаше расположениот Коста Глигуровски, кој со 3 погодоци ја одведе екипата на Сава Осигурување до победа од 5:3. Покрај трите погодоци на Глигуровски и Данило Апостоловски постигна 2. За Раде Кончар прецизни беа Стефан Ницовски и Маријан Баждаров. Во четвртото коло, како дел од најдобрите 5 играчи беа избрани Томи Илиевски од Евана, Коста Глигуровски од Сава Осигурување, Сабит Кусини од ЈСП, Стефан Тевдовски од Гранит и Александар Петрушевски од Уника. Голман на колото е Бојан Зафиров од Евана, а тренер на колото е Кира Танасовски од Гранит. Екипа на колото пак е Мепса. Најдобри стрелци после четвртото коло се Александар Божиков од Фабрика Карпош со 9 гола, Бобан Белјановски од Трансмет со 8 гола, Бенјамин Граинца од Адмирал со 6 гола и Ивица Стевковски од Евролинк исто така со 6 гола.